Започнуваме со овие кадри од шеталиштето во Тузла, за да представиме уште еден дел од ова градче каде што сме ова лето. Ова е најоддалечениот дел од центарот. По самите канделабри ќе видите по оддалечени се еден од друг. Иако изгледа малку посветло, сега е 20 часот и 45 минути од прилика. И од тука започнува практично самото шеталиште. Од почетокот може да видите камиончиња со во кои се продаваат разни овоќе како диња, лубеница, кајси, црешни, банани, секако јужно овоќе. Овде пак на ова пченка. Мислиш индекс само пченка, да? Печена. Цената се движи 2,5 до 3 парче. 150 до 180 денари. Тука подолу уште еден продавач. На грозје сретнавме во текот на вчерашниот ден. А сега исто е пченка. Утре овде рекоа наши сограѓани кои овде имаат места за издавање дека ќе биде доста полно недела. А овде пазарен ден е во понеделник. Ми се чини бидејќи пишуваше на паркингот дека е забрането паркирање од 9 до 17 часот тој ден. Од тука почнуваат рестораните, летните тераси со играчници за дечиња. Тука луѓето веќе нарачали, го очекуваат својот оброк. Пица, паста, Сицилија, нешто италијанско. Во срцето на Тузла би рекле. Овде има продавници за козметика. Nature's Element. Па потоа место каде може да се нараче гиро. Канцас. Тоа е маркет. Пак време за кафе Мистрал, кафе бар. Овде е без храна, само кафе и пијалоци, коктели. Па уште еден локал, најверојатно кафетерија. Тука имаме нешто интересно, кое работи само во одреден дел од денот. Представување некаде затвора. Управја жената. Ripe Beans Coffee Laboratory. Дневна кафе рутина со привлечни цени. А тука е музичарот кој и минатата година беше овде. Fishing Store, продавница за прибор за риби, за риболов и облека. Сиртаки интересна. Ресторан за месо Брос. Скара и пушено месо. Би рекле некој колку се цените, веќе зиднем. Потоа имаме играчница, игротека за деца. Лево и десно. Па тука е оној познат балкон, кафетерија каде коктели само може да се нарачат. Бевме горе Каста хотел, каде сместуваат луѓе, долу има ресторан. For you, продавница за тебе, со некои сувенирчиња, еви Мицили се вика оваа продавница, воден свет. Тие две се една до една, може да набавите овде и пластикарија
за некоја ефтина цена. Како што се сеќавам мината година овде една вечер поминавме со по еден оброк за четворица. 2 детски оброка и ние повозрастните со супругата, заедно со 0,33 бокалче со вино и една вода голема, лепче, негде 2200 денари. Ево уште еден музичар. Сега во едната рака држам нешто, не можам да му оставам некој денар, ама тоа ќе е подоцна, некој евро, малечко, од тие ситните. Продавница за плочки, за мобилни телефони, сим картички. Имаше една интересна ситуација, секоја година овде среќавам семејство Делчево, повеќе семејства, кои некаде во овој период од годината случајно 2 пати ги погодуваме како се тука, па им правиме заедничка фотографија. Дали така ќе биде и оваа година, не знам. Негде тука беа во некој од овде тие ресторани кај што сега се движиме. The Brothers, пица, паста и салати, Кирјакос таверна. Значи се е тука тоа за храна, бидејќи тука е централниот дел од шеталиштето, гледат и премногу туристи. И сладоледите се тука Фотис. Малку повеќе кучиња имаат изгледа оваа година. Гладни се и тие. Гирадико снак бар. Ќе прошетаме и по останатиот дел од читалиштето. Еве решивме овде да пробаме гиро, 5 евра едно гиро, 300 денари. Ќе почекаме со бројката која ни е дадена за нашата порачка. Ете така, после оброкот се враќаме да го прошетаме шеталистата до крај. Исто грчко гиро Космос, тука се мастите, тука е ресторанот и тука внатре може да се јаде. Дон Кихотис Грил Хаус, Дон Кихот, грил куќа. Тоа значи дека скара може да се побара. Нешто како за забава за помладите. Кафе и повеќе, Пирати. Пирате бар. Оно што за младите е интересно е Chill Box. Chili Box или Chill Box за сладолед. Тука се лево десно пак продавнички за работи претежно за најмалите. Игротеки повторно мали. Еве го тоа со сладоледот. 2,50 претежно е кугла. Со корнет или во чашка. Кафе бар ресторан исто така со сладолед. Омпрела, Атлантида. Карактеристична бела боја. Тапо таверна. Морска храна претежно. Риби, супи, риби, чорби и слично, кој сака. Тука не видовме Мија Море, Taste of Italy. Нешто италијанско се служи, значи пица, паста. Ова е супермаркетот кој е најпосетен дефинитивно, се за 1 евро. Секој производ овде чини 1 евро. 4 води за литри и пол за 1 евро. Ташни за 1 евро или... Еве ќе ви зидаме малку да видите каква е работата тука. Значи се што се продава е по 1 евро. Сега замислете тука влегуваат дневно 3-4 туристи, просек по 5 евро да оставаат. Може би претерав 3-4 луѓе, па мислам дека и влегуваат во текот на еден ден. Профитабилна работа во секој случај сега.
математика е лесно да се прават на туѓ грб, ама процениле дека тоа на туристички места е доста важно да има цени прифатливи. Има и храна меѓу другото, нормално се за 60 денари. Не ни стигнавме, бидејќи се брзо се случува на Стимулјанис, Гиро, супермаркет Полимелиота. Не го разбираме баш грчки, но пробуваме. Тука имаше таа една помеѓу продавничка за благо и за кафе. Пак реквизити за деца. Банкомат. Денес и денови не сретнавме се уште никој од Делчево, но минатата година имаше повеќе. Елеа, ресторан, бар. Пепи Гирос, исто така за Гиро, најпродаван производ. И тука нешто за храна со вино. Веќе тука е крајниот дел од шеталиштето, од другата страна, од оному каде што започнавме. Колку е 11 минути како пешачиме. Од тука е излезот за тргнување назад кон Македонија. Tomorrowland, место каде може да се одигра партија билјард, пијачки, сладолед. Тука е интересен кафе бар кој лани беше така пополн. Имаше и музика во живо. Повеќе како диско овде забава од блиските кафе барови кои работат претежно преку ден. Бидејќи тука се и плажите и натаму нема што да бараме повеќе. Еве тоа е накратко во ова 11-12 минутно, 13 минутно видео за она што може да го видите вака по долж шеталиштето во Тузла. Доколку ви беше интересно, ставете лайк, коментирајте. Тоа е тоа. Благодарам што не гледате.